Добре, дојдовте во уште едно прекутасевски шоу. Морам да ви се заблагодарам на сите што ме поддржувате, посебно на македонската диаспора која просто ме пие со поглед, ги конзуми, зависна стана од овие нели прекутасевски шоа. Ви благодарам и што пазарите кај нашиот спонзор Технополис, особено жените. И нормално ви благодарам и што се претплативте на првата македонска платформа за гледање на оригинална македонска филмска програма и комедија. Времево е во најмала рака чудно. Мислам, сега кога снимаме, вчера беше 25 степени, денеска е некака 3-4 степени. Значи времево тотално отиде знаете каде. Нели? Покрај времето, покрај метеоролошката прогноза се збудале светот. Светот знаеме дека се збудале не веќе подолго време, особено последните 45-50 денови. Слушаме Европа ставила санкции на Русија, а во Русија зејтинот 1 евро и го има колку сакаш. Кади да влезеш зејтин? Овој што зборат Русија вика, ќе влезеш во бурекджилница зејтин, ќе влезеш во сладкара зејтин, имаме. Ќе влезеш у некаде не знам каде тамо, кај аутомеханичар зејтин да не продадете, значи сегде го има зејтинот во Русија, ама во Европа го нема никаде по рафтовите на супермаркетите, а башка зејтинот е 5 евра, лебот во Германија 10 евра, кај нас зејтинот од 120 до 140 денари. Па добро бе, што ни даваат? Еликсир на младоста направен од некој Метузалем тибетански свештеник горе што го прави на 3000 метри надморска висина. Па што е бе тоа бе, 140 денари зејтин бе, а баш како нема никаде нели како и во Европа по рафтовите. Овие санкции затоа можат да се наречат со името "сум се убивал сам себе". Тоа е најточната дефиниција за овие санкции што ги наметна Европа, тоа е Европската унија, а со неа нели и ние. А кај нас ништо ново. Пола влада е во затвор, а пола се спрема да оди во затвор. Изгледа на крајот премиерот ќе го земат од овие што веслат кајчине во Охрид, може ќе се погоди. Бугарите уште не работат нели како бавча со македонски стајковски пипер и скопски патлиџан јабучар, ама со бугарски корени, кога ќе собереш и одземеш дупло голо, ама уште не го вадиме кубурот, го чуваме за не дај Боже. Но тоа не значи дека не можеме да си правиме прекутасевски шоу, да си се ладиме. И да ги ставаме нели на тапет сите оние што тоа го заслужиле, затоа што ова е демократија, па затоа да почнеме со плескањето.